Ova borba во K1 Vako Pro 88,6 kg će traje 5 rundi po 3 minuti. Samo da gi predstavime sudijite. Sudija na ringu te Zoran Šimurina, Srbija. Tuka se ušte Tomislav Novosel, Hrvatska. Saša Dimitrijević od Srbija. Daniel Desovski, Makedonija i Elena Nedeljkovska od Makedonija. Da uživаме ovaj meč za svetska Vako Pro titula во kickboks. Ovaj meč za istorija na makedonski sport i na makedonski kickboks. Da mu дадеме максимална подршка на Бобан Илиевски. И кон сета ова најава, Алек, само тоа дека имаме 20 жестоки фајтери во рингот. Бобан, човекот што никогаш не знае да чекори наназад, што е постојано во напад. Вели дека со годините доаѓа и зрелоста, но никако тој победнички менталитет да го надмине, да знае да истактизира. Целта прва и единствена да го нокаутира противникот. А како што вели Урко, неговиот тренер, последните зборови се оди, растури го. Твоите впечатоци, што може да очекуваме? Мислам дека од прва ќе тргне на нокаут. Нема да тактизира многу. Во една ваква атмосфера, Точно, со сини ракавици нашиот Бобан Илиевски, она што можев да го проследам од анализа на неговиот противник Берк Дузел. Понекогаш треба да се подготвиме за надпреварите што ги коментираме и што не очекуваат. Има Дузенли добра рачна техника, знае да нападне во тело, да го спушти гардот на противникот и тогаш има опасно десно кроше, но барем од неговите борби што ги следев досега, нема толку силен удар, значи не е класичен нокаутер, но во секој случај треба Бобан да биде и тоа како внимателен. Треба да внимава да ја заштити главата. Ево го, тој обид прв неуспешен на Берка Дуненсли. Не треба се подценува никој. Ево ги тие негови удари во тело што ги најав, ги избегнува засега нашиот Илиевски. Ќе потсетам уште еднаш мечот на вечерта во ова Вако Про Арена Fight Nights во Скопје. Сега се жали дека добил удар во тилот, не е дозволено тоа во Не е дозволено K1, апсолутно, но меѓутоа судијата прави проверка, нема ништо. Тоа беше при размена на удари се дешава да сврти главата и да прими некој несакајки таков Така. удар. Обид за една серија на турскиот кикбоксер. Само подсетување, 184 победи, од кои 28 со нокаут на Бобан Илиевски. Еден негов напад не минува. Рачната техника е исклучително квалитетна кај двајцата и очекував еден ваков меч, иако како одминуваа годините, така и лоу кикот го подобруваше. Бобан Илиевски. Сега еден хај кик. Реков, двајцата фајтери напаѓаат и од тука не очекува еден интересен надпревар, верувам, ќе заврши со победа на Овие захвати во K1 дисциплина се дозволени, кратко трајни. Не сме да траат поише од една секунда, значи. Минува сега еден преден директ, меѓутоа без никаква штета за Бобан Илиевски. Обитна веднаш да врати. Дали за време на мечот кикбоксерите ги бројат евентуално ударите за да знаат до каде си или нема простор за такво нешто. Еве сега одличен напад. Нема овде на подот е Бобан, меѓутоа тоа беше држење за нога што не е дозволено. Не може да ги бројат, но едноставно има осет дали води своја насока, правилна насока борбата, дали победува или едноставно манка со поени. Така, од аспект што зададе еден удар Берк, меѓутоа Бобан веднаш тргна да врати, за да има максимално контролата врз секоја рунда.
за разлика од аматерските првенства, каде што во поново време има и дисплеј, кај што борците им можат од страна да видат до кај се со поените. Во професионалните нема такви дистракции. Минатата година ја освои светската титула во Вако, во аматерската конкуренција на Вако, во лоу кик до 86 килограми, Бобан Илиовски во Португалија. Практично тоа значеше и дека го оствари најголемиот резултат на македонскиот спорт, што ме донесе и титулата, признанието спортист на Македонија за 2023-та, а еве го сега, неколку месеци во 24-та, пред едно исклучително големо искушение, како е само оваа размена на жестоки удари. Пет рунди по 3 минути. Вако Про К1. Ја бараат главата на противникот, едниот и другиот. Многу повеќе рачна техника, обид за атракција. Не мина овој удар, веќе говоревме за тоа, може да биде многу опасен и да значи и крај, доколку биде прецизен. Таа нога пета во главата на противникот. Обид за аперкат десен на Берк, добро за сега се штити Илиовски. Три пати дневно на тренинг, спорт кој бара многу одрекување. Нема тука летечко колено од Берк. Меѓутоа најави дека може да го изваде и тој удар. Она што го говорев за сега, Илиовски одлично ја штити главата, не дозволува да прима удари. Одново клинч, ќе ги раздвои судијата. Иницијатива на Берк. Еден чист удар му е потребен на Илиовски да го разнишва малку својот противник. Овој преден директ мина за момент. Жестока борба. Крај на втората рунда. Берк Дузенли, квалитетен кикбоксер, 2 сантиметра повисок од Бобан. Ќе биде ова тешка борба до крај. Дејан Митровски не е во аголот на Бобан Илиовски, иако најчесто се заедно, меѓутоа Митровски има сосема поинака улога како главен организатор, како претседател на Македонската мајта и кикбокс федерација. Сепак не е наивна работа се организира еден ваков настан од ваков ранг. Бара многу голем ангажман. Да, добив информација во меѓувреме од директорот Срđan Бугарчиć, пофални зборови за она што го видел досега. Да. Така што можеме да очекуваме дека Скопје, Македонија и во иднина ќе бидат
ќе добиваат шанси за организација на вакви Точно, да. фантастични вечери. Али Македонија као ваков турнир до сега немала. Ова е прв пат ваков со сите вакви Придружни елементи, да придружни ги наречеме. елементи, точно, да. На највисоко светско ниво, на што до сега само сме го гледале на Точно. странските канали. Рунда број 3, од вкупно 5, 2,5 минути, или минаа 30 секунди од оваа трета рунда. Доста често во клинча и сега минува ова. Реагира Берка дека била овој удар со нога. Кај кик зададен по прекин, меѓутоа сега минува. Еве уште еден прекрасен фронт кик во глава. Дали е време сега да нападне евентуално Илиовски? Во аголот се двајцата. Одново брейк. Одлична трета рунда за Бобан. Едно летечко колено за Малку. Не заврши во брадата на Берк. Тешка исцрпувачка битка. Напаѓа сега со колено турскиот кикбоксер. Добива опомена Илиовски поради влегувањето во клинч. Ева таа комбинација удар во тело, со тоа што предниот дирек заврши во главата на Илиовски. Десното кроше може да биде многу опасно. Нов напад на Берк. Прими два удара, но не остави тоа последица врз турскиот кикбоксер. Бодуваат во меѓувреме судиите, го бележат секој удар. Десет секунди до истекот на рундата број 3. И тука е крајот. И натаму доста неизвестно. Рунда која, според моје мислење, ако првите две беа генерално израмнети, би требало поради оние два одлични фронт кика да ја добие Бобан Илиовски. Иако иницијативата ја има Берк Дузенли, врши постојано притисок. Работи, не запира, напаѓа. Еве дел од третата рунда. Моментите кога се почесто почна Дузенли да го користи коленото. Една контра од Илиовски. Се е подготвено за четвртата рунда. Единствениот меч вечерва во 5 рунди. Но кога станува збор за светската титула, Вако Про. Свесен на Бобан дека ќе мора да нападне. За да се закити со шампионскиот појас во професионална конкуренција. Еве ги тие постојани напади на Дузенли, физички добро подготвен.
2 минути до истекот на рундата број 4. Уште еден одличен фронт кик. И веднаш Дузенли во обита да врати. И сега ова колено прекрасно. Дали е сега моментот кога треба Илиовски да нападне? Ова беше чисто колено. Погледнува во својот агол Дузенли. Постојано прима совети. Исклучително силни удари. Слушате, одекнува Боби. Во спортскиот центар Јане Сандански. Еве напад. Една комбинација од удари на Илиовски. И веднаш обидот е на Дузенли да врати, да воспостави равнотежа по секој примен удар. И сега јасно веќе физичката подготвеност ќе го прави своето. Кој е подобро подготвен ќе има поголеми шанси во овие 30 на секунди од четвртата и во завршните 3 минути од петата рунда. Крај на четвртата рунда. Петата рунда, Алек. последнава рунда, се надевам дека имаат спремено тактика со тренерите да даде све од себе без калкулации, да влезе и да заврши кој што треба да заврши во корист на Бобанчо. Доста неизвесен меч, но во секој случај ќе треба да даде малку повеќе од себе Бобан Илиовски, иако реков исцрпувачки, многу 5 рунди, силни удари, размени. не се имал се наивни 5 рунди со толку размена на удари, при тоа едно е зададени удари, едно и примени удари, значи све тоа си има свој удел во физичката подготвеност. Поддршката е тука, салата исполнета. Заврши 3 минути, завршна рунда. Ќе потсетам меч за професионален светски првак во Вако Про. Дисциплина К1, категорија 88,6. Се обидува и натаму Дузенли да ја има контролата. Сега поминува овој удар. Корше со предната рака, доста силно во лицето на Дузенли. Имала провокација веднаш од него. Како со пантомима, како да не го почувствувал тој удар. Колку минута и 50 секунди. Има доволно време едниот и другиот да сменат многу нешта во овој меч. Одлично колено во телото на Дузенли. Сега тој е тој што влегува во клинч, но веќе почнува се чини и да тактизира. Еве уште едно колено. Без голема штета по противникот.
се почесто. Берг прими неколку колена сериозни во... Да, меѓутоа не пред оставаат главата. последици. Да, Издржлив цврст кикбоксер. точно. Дузенли, Живот. завршна минута од овој живот. профи меч за светска титула. Хајкик без ефект се обидува на различни начини да стигне до главата на противникот Бобан Илиовски. Турчинот се почесто бара ваков прекин. 15 на секунди. Еве напад, но ја штити главата Дузенли. Добро поставен на неговиот гард. Една жестока битка на која и доаѓа крајот. Публиката го поздравува Бобан Илиовски. Одлуката ќе биде кај судиите. Ќе бидат сега овие повеќе од 3-4 илјади гледачи во спортскиот центар Јане Сандански во исчекување каква ќе биде судиската одлука. Судијата во ринг ќе ги собере оние ливчиња на кои се бележат поените. Очекуваме и ние еден жесток дуел. Кој ќе се закити со овој престижен појас за светски шампион Вако Про К1. Имаше повеќе од иницијативата Дузенли, но зададе Илиовски неколку чисти удари, ги издржа противникот од Турција и реков веројатно и судиите сега со тешка задача. Што велат судиите? Два спрема еден. Победник и нов шампион во Вако Про. 88,6 килограми. К1 Рус. Натпреварувачот во синиот дагор. И еве победа. Македонија добива светски шампион во Вако Про К1 дисциплина категорија 88,6 килограми. Бобан Илиовски, аматерскиот светски првак, еве го сега и на професионално ниво со одлука на судиите 2-1 стигнува до победа. Ќе беше можеби интересно да ги слушнеме и поените, но во секој случај една славеничка атмосфера, она што го најави минатата година на аматерскиот ринг. Ево го Бобан Илиовски го потврдува и во профи конкуренција. Појас заедно со наградите кои што следуваат. Председателот на кикбокс Мај Тај, Федерацијата на Македонија Дејан Митровски, заедно со градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Уште еднаш честитки за одличната борба на турскиот натпреварувач кој, да не заборавиме, е светски шампион во аматерска конкуренција во К1 Берг Дузенли. Така е, сите честитки и за Берг Дузенли. Еден одличен борец. Очигледен прогрес во неговата кариера. Реков, следат неколку негови борби, меѓутоа на едно високо ниво. Одбоксува во овие 5 рунди против нашиот Бобан Илиовски. Го очекуваме и завршниот момент
светската титула, шампионскиот појас за Бобан Илиевски. Сребрена статуетка како учесник во борба за шампионската титула. А шампионскиот појас во Вако Про на овој спектакуларен настан АФН 9 кикбокс во Скопје за Бобан Илиевски. Предходно парагон за нашиот гостин од Турција. И секако, победничкиот пекар за Бобан Илиевски. И моментот за историјата, кога Македонија добива светски шампион во Вако Про кикбокс. К1 дисциплина Бобан Илиевски. Победничка шампионска фотографија. Бобан, честитки. Вети кога стана најдобар спортист на Македонија кон крајот на 2023 дека не очекува нешто големо. Вечерва беше тоа нешто големо. Како го доживеа и што сега во оваа ситуација како светски професионален шампион? Најпрво сакам да се заблагодарам на цела публика во сите 5 рунди. Ја осеќам нивната поддршка. Исто така сакам да се заблагодарам на мојот тренер Дејан Митовски Урко, што направи овој спектакуларен настан. На мојата фамилија се заблагодарам и на сите присутни во оваа сала. Задачата не беше ни малце лесна. Берк е одличен борец, правеше притисок цело време, а моја работа беше да одбранам и да дарам се од себе. Ви благодарам на сите и чекајте големи работи. Нека знаат добро сите, најаки се комитите. Нека знаат добро сите, најаки се комитите.